Турскиот муфтија во исламската верска заедница Ферат Полиси попладнево е разрешен од функцијата прв човек на муфтиството во Струга. Највисокото раководство на ИВЗ денес на седница покрај Полиси донел одлука за разрешување и на тела на муфтиството. Разрешувањето дошло после последните случувања со рушењето на дел од Мустафа Челеби џамијата во Струга, но и поради прекрашување на интересите на муслиманите во Струга и протоколот кој ИВЗ го подпишала со дијасетот на исламската верска заедница во Турција, а кој што предвидувал реконструкција и реставрирање на џамијата во Струга, како и заштита на елементите на османлиската архитектура кои ги поседувала џамијата, но не и нејзино рушење, се вели во соопштението на ИВЗ. Оттаму велат дека до избор на нов муфтија ќе бидат ангажирани нови луѓе во извршување на секојдневните обврски. Турскиот муфтија Полиси не е достапен за коментар. Инаку градечните работи денес беа прекинати, на терен ништо не се работи. Полиси телефонски и претходно кажа дека ги поседувал сите потребни одобренија, тврдеше дека со турскиот амбасадор подпишале протокол за тоа што ќе се руши и кој дел е под заштита. Нова реагира од Завод и музеј Охрид. Не ми е јасно какво одобрение добило муфтиството од локалната самоуправа, значи тоа е невалидно. Имам сознание дека е подпишан меморандум за нерушење на џамијата, значи не само на најстариот дел, него воопшто, дека не треба да се руши ништо што е во склоп со џамијата. Јас за друг меморандум не знам, освен тој што беше, и знам дека е против турската амбасада ова што се случува. Реагира и политичките партии од ДПА Струга вела дека Полиси бил марионета во рацете на градоначалникот на Струга Рамис Мерко. Зато стружаните не заслужуваат една марионета на Рамис Мерка, како што е муфтијата Ферат Полиси. Но овој градоначалник брза да го измени деталниот урбанистички план за легализација на неговите валкани бизниси, а не за давање локација за изградба на нова џамија во Струга. Инаку извори од турската заедница во Македонија заеден велат дека нарушењето на делот џамијата реагирал и турскиот премиер Ердоган, кој од македонскиот амбасадор во Турција побарал објаснување што навистина се случува на терен, иако официјално нема реакција се уште од амбасадата на Турција во Скопје. Од Завод и музеј во Охрид, кои се надлежни за овој објект, велат дека џамијата е изградена во 16 век и дека целиот објект е под заштита, вклучувајќи и доградбата на џамијата. Директорката на оваа установа вели и за оваа постапка некој треба кривично да одговара и оти наред сега се надлежните инспекцијски служби.